Денеска на повик на иницијативниот одбор се собраа стотици новинари и граѓани за да изразат револт поради драконската казна против нашиот новинар Томислав Кежаровски, во која судот го осуди на 4,5 години затвор без елементарни докази во судската постапка. Идејата беше овде да протестираме мирно, зошто дојдовме пред музеот на револуционерната борба, затоа што сметаме прво дека овој датум кога нашето општество ја слави борбата за наша слобода, ние сакавме да упатиме порака дека таа борба на нашите револуционери и линденци и оние за време на Втората светска војна не е залудна, но таа секогаш и во ваква состојба треба да продолжи, затоа што нивната храброст и нивната жртва е всушност и денес наша зандана на новинарите, на нашиот колега Томислав Кежаровски. Денеска се соочивме овде со невидена полициски ескадрон, полициска сила која мислам дека без потреба дојде да демонстрира сила, затоа што ние немавме намера ниту да кршиме имот, ниту да уништуваме ред, туку сакавме само на мирен начин да го изразиме нашиот револт. Не ни дозволија да се приближиме до музеот на револуционерна борба. Предпоставувам таму дека сакаа да го заштитат црешовото топче кое го донесоа од музеите во Истанбул. За жал, црешовото топче не може да пука, така што ние не се плашиме ниту од црешовото топче, ниту од оваа голема полициска сила. Сакавме да направиме еден мимоход. Идејата беше овој протест да биде мирен и без никакви извикувања, пароли или кршења, но полицијата едноставно не принуди со буткање и туркање да има мали кошкања. Мислам дека се на крајот завршува мирно, но останува нашата борба и натаму, борба за ослободување на нашиот колега Кежаровски од затвор, односно од притвор. Значи, вчера одредени медиуми објавија документи од судскиот процес, од доказната постапка за заштитениот сведок и како течело судењето на неофицијален брифинг. Меѓутоа, голем број медиуми не знаат, ниту па биле поканети на таков брифинг. Значи, зона истото за што лежи Кежаровски се случува вчера истото дело. Значи, како ќе коментирате овој, дали ќе побарате одговорност од... Значи, скандалозно е тоа што го направил судот вчера. Барем така разбравме од одредени медиуми дека било тоа брифинг на судот, во кој ще се откриени детали од судската постапка, односно од образложението на судската пресуда, која што воопшто не им била поделена ниту на адвокатите се уште, ниту пак е соопштена во јавноста. Мислам дека судот ги пречекорил своите овластувања, дека за тоа треба некој да сноси одговорност во судот. Уште повеќе што судот си дозволи вчера да излезе соопштение во кое им држи на лекција на новинарите дека треба да се едуцираат како треба да пишуваат, односно што треба да пишуваат за да не доаѓаат во вакви судски постапки до нивно судење. Мислам дека судот премногу си презема ингеренции затоа што новинарите, односно медиумите се во заштита на јавниот интерес и тие се паралелно, ако може така да кажам, четврта власт. Тие се на исто рамниште со судот и тие се коректив на судот. Не е судот тој, односно не се судиите тие што можат да ги учат новинарите како да постапуваат и што да прават во својата професионална работа. Дали треба едукација поголема за судиите и да применуваат пракси од Европскиот суд за човекови права и пресуди за тоа како да се водат вакви случаи? Мислам дека судот и покрај сите обуки до сега на суди и дека не ја почитува Европската конвенција за човекови права, дека не ги почитува усвоените, фактички Европската конвенција е дел од нашето законодавство, меѓутоа судиите, иако тоа го знаат, не го применуваат, дека тоа ќе биде страшен проблем во иднина натаму, нели, за македонските евроинтеграции, но останува до оваа власт која се фали, нели, со реформите во судството, тоа во иднина да го примени.